Pozdrav, dobar den, lepo zdravo, evene pak, so nova lekcija po makedonski jazik za zajednicite, a to je lekcijata za e-učilnica, pismena rabota i nasoki za ocenjuvanje. Pismenata rabota po makedonski jazik esej koji učenik opišva na časot, a prethodno se podgotva za posvećeната oblast. Učenicите имаат насоки кои теми ќе бидат опфатени, но не им се дава конкретна тема. Така, на пример, по обработката на темата од македонската литература меѓу двете светски војни, писмена работа, ќе ги опфати драмите на нашите писатели кои делувале и створеле помеѓу двете светски војни, како се Васил Иловски, Антон Панов, Ристо Крле, односно социјалните, љубовните, битовите мотиви или мотивот на парите, опфатени во еден текст, или машки и женски ликови во драмите. Поради по конкретен начин, односно критериум за оценување, професорите по македонски јазик или наставниците се повеќе се решават да оценуваат, исто така да им биде полесно на учениците на крајот. А кои се предлозите и критериумите за оценување на писмените работи? Прво е јазикот, тоа се 4 поена, а во тоа спаѓат 1 поен по правопис. Правописот е еден од важните елементи при оценувањето. Кога текстот има правописни грешки, тој губи на својата убавина. Тоа се употреба на голема букви, правилно пишување и употреба на Ј, Չ, Đ, Лј, Дз и така натака, слејано и разделено пишување на зборовите, удвојување на гласовите, префрлување на зборовите од еден ред во друг и така натака. 1 поен по интерпункција, знаеме кои се знаците на интерпункција, значи правилно пишување на нив, тоа е точка, запирка, тире и други. Ако во текстот има на 3 грешки од интерпункција, се одзема 1 поен. 1 поен по синтакса, правилно убаво составена реченица. Речениците не смеат да бидат безсмислени, ниту испревртувани. 1 поен по лексика, зборовите треба да бидат соодветно употребени и на нивото кое одговара на возраста на децата. Значи, секое одделење треба да се оценува по нивото и возраста на учениците. Ние во основно училиште почнува со писмени работи од 5-то одделение, затоа нивото оди растејќи од 5-то па нагоре. Друг критериум е композицијата на текстот, а тоа дава 3 поени. 1 поен, точен број на зборови. Значи, еден текст треба да содржи еден фонд на зборови кој не треба да биде долг, туку треба да биде толков колков што се бара, но не треба ни да биде прекус, затоа се оценува така, значи, поред возраста, се оди на проширување на текстот
Pokus tekst zapomladite i rasteći podolg tekst za drugite. Eden poen na vizuelното. Jasno izdvojuvanje na povedниот, главниот и завршниот дел на текстот. Ако во текстот не постои нов ред, тоа го знаеме, дел кој ќе започне со вовлечено пишување од два прста, значи тоа новиот ред, вовлечување два прста, значи дека визуелно издвојање на постигнатото. Еден поен, употреба на сврзувачки реченици, секој дел мора да биде смисловно поврзан со наредниот, текстот е целина и затоа мора да биде поврзани неговите дела. Значи, еден текст е целина и неговите дела делови да бидат поврзани. Например, не може воведот да заврши и да нема никаква врска со делот што следува, односно со разработка на темата. Содржина на текстот 5 поени. Еден поен за содржината на воведот, ако текстот нема вовед, не е соодветен или нејасен, конфузен, се одзема еден поен. Значи, ако воведот не е добар, тогаш се одзема поен. 3 поена са за содржината или разработката на текстот. Соодветно, разработната тема, главниот дел мора да содржи тези, аргументи и одбрани на истите. Тие не смеат постојано да се повторуваат. Ако темата е целосно промашена или е пишувана на тема која е незададена, текстот се оценува со слаба оценка. Значи се добива слаба оценка ако не сме во текстот кој е зададен. Содржината на текстот 5 поена. Еден поен за воведот, рековме, 3 поена за содржината, разработката и 1 поен за завршниот дел. Така што текстот се оценува поконкретно. Оценувањето може да биде, например, како има покажано јас на крајот, од 0 до 4 поена 1, од 5 до 6 поена 2, од 7 до 8 поена 3, од 9 до 10 поена 4 и од 11 до 12 поена 5. Значи, колку ќе имаме зададено, толку ќе се добие и текстот ќе ни биде подобар, поразбирлив и поубав ќе опишува темата која е зададена. Затоа, јас пак ви се заблагодарам за следењето, за гледањето на видеото и ви препорачувам да учите повеќе, да се држите на редот по кој конкретно ќе се оценува вашиот труд, вашата работа, вашето творештво. Ви благодарам, пријатно.